Добро утро. Локацијата е непромината, меѓутоа темата за која што ќе разговараме денеска е сосема поразлична од она што досега го се зборуваше во утрински брифинг во денешната емисија. Денеска ќе разговараме со Мартин Ангеловски, потпредседател на Угостителско-туристичката комора при Сојузот на стопански комори. Добро утро, Мартин, и добро дојде во утрински брифинг. Добро утро, благодарам на поканата. Денувиве сте навистина актуелен и застапен во медиумите, односно не само денувиве, туку и целиот овој изминат период зад нас, во кој што угостителските објекти се затворени како последица на корона кризата која што ја зафати Македонија, меѓутоа и целиот свет. Она за што денеска ќе зборуваме е одлуката која што Комисијата за заразни болести ја донесе и во која што им се одобри да се прават концерти на отворено, меѓутоа сепак остана затворени за работа рестораните за прослави. Би сакала да го искоментираме тоа. Бевте незадоволни вие и сите ваши соработници? Видете, не се работи за незадоволство, ние ги пратиме одлуките како што се носеа, значи од она првично донесување на одржување на семинари во затворен простор во неограничен број на луѓе, заклучно со последната уредба со дозволување на концерти, значи со илјадници луѓе. Сепак ние сме изоставени како ресторани за прослави во кои што може по одредени здравствени протоколи да се одвиваат настани кои што ќе бидат многу помал број од било кој концерт. Така што сепак мислиме дека со оваа динамика на олабавување на мерките нема никаква основана логика да ние како ресторани за прослави и сите поврзани сектори кои што функционираат во склад со нас останеме затворени. Веќе е 5-ти месец кој сме без работа. Меѓутоа, вие исто така најавивте и протест, кој што, ако не се лажам, е закажан за среда, тоа е за 2 дена од денеска, доколку не се промени ништо по однос на ова прашање. Има ли простор од денес до среда да реално се променат работите? Точно е, значи во среда ќе излеземе на мирен протест да искажеме наше незадоволство од целата ситуација како се одвива, како што кажав, следејќи ги сите уредби кои што се досега донесени, да останеме ние повторно изоставени во целаа ситуација. Нема логика затоа што, пак ќе повторам, значи 5 месеци сме без основни примања, било какви, значи веќе доаѓаме на работна екзистенција. Затоа мораме да излеземе, сите наши членови се засегнати, значи и поврзаните страни кои што се учесници во организација на вакви настани, така да во среда е планиран протест. Исто така имавте објаснато и во претходните ваши излагања дека сметате дека многу побезбедно е доколку се прават овие прослави во затворен во рестораните, без разлика дали во затворен или отворен простор, отколку во домашни услови. Зошто сметате дека е побезбедно кај вас? Апсолутно дека е побезбедно. Значи, ако замислите само еден настан кој што би се одвивал во ресторан кој што е наменет за такви настани, значи ќе биде со намален капацитет, протоколите ќе бидат малку поразлични. Нормално е дека во вакво време не може никој да очекува нормална свадба и прослава, ние тоа него ни бараме. Она што бараме е да може да се функционира на некаков начин. Како што се дадени протоколи, еве конкретно за евентите, со 50% да може да се функционира на сличен модел, може да се функционира кај нас, макар што веќе и за угостителските објекти има соодветни протоколи, односно на метар и пол дистанца седење може да се организира исто така и поголем настан. Разликата во седење, значи во ресторан 12 луѓе на една маса со метар и пол или дали тоа ќе биде настан е многу мала, значи со дополнување на одредени протоколи многу лесно може да се изведуваат вакви настани, само треба нормално волја и од другата страна. Исто така би сакала да го споменаме и фактот дека се уште не е дозволено на иста маса да седат повеќе пријатели кои што не се од иста семејство, не живеат на иста адреса. Имате ли информации ќе се промени ова, дали и ова ќе биде побарано од Комисијата за заразни болести и ќе биде едно од барањата поради кои што би излегле на протестот? Точно, тоа е во делот на протоколите за работа на кафулињата. Значи, во рестораните, како што кажав, има можност да седат, меѓутоа на метар и пол раздареченост. Во кафулињата нема воопшто таква можност. Тој е апсурден протокол кој што веќе го адресиравме не знам колку пати.
и не знаеме се уште, мислам дека на никој на целата јавност не е јасно зошто тоа не е променето. Тоа е во сите барања до сега, апсолутно ќе биде дел од барањата и на протестот. Мартин, времето ни е кратко, уште едно прашање кое што сигурно ќе ги интересира нашите гледачи. Протестот го најавте за среда, имате ли информации во колку часот ќе се одржи и каде ќе се одвива? Протестот ќе се одржи во среда во 12 часот и ќе биде пред владата. Ви благодарам за денешното гостување во утренски брифинг. Јас се надевам дека вашите барања ќе бидат исполнети и дека воопшто нема да има потреба од овој протест. Меѓутоа, доколку се одржи, ќе бидеме постојано во контакт и ќе известуваме за понатамошните случувања. Ние се надеваме дека нема да има потреба од протест. Имаме состанок утре со Комисијата за заразни болести, доколку се добие позитивно, односно зелено светло за работа. Нормално протестот нема да се одржи, меѓутоа сепак во среда на барање на сите членови и засегнати страни, сега за сега ситуацијата е таква. Уште еднаш ви благодарам за денешното учество во утренски. Ви благодарам и на вас. Со информациите околу протестот кој што го најавија од Комората за гостителство и туризам се одјавуваме од тука.